Се повеќе анксиозни и депресивни млади луѓе евидентираат психолозите од југозападниот регион. Прекомерната употреба на интернетот и социјалните мрежи се еден од најголемите фактори, бидејќи кај луѓето создаваат една нереална слика и измислен свет, кои подоцна предизвикуваат разни психолошки појави. Доста е загрижувачка состојбата што се повеќе имаме анксиозни и депресивни млади кои што се повлекуваат, кои што во оној период кога се баш во адолесцентна криза тие не можат соодветно да се сносат со предизвиците кои што ги носи животот. Самата употреба на интернетот, користењето, прекумерно користење на социјалните мрежи, она што се пласира на Facebook, на Instagram, брза заработувачка, различни коуч, лайф, мотивациони говорници кои што многу повеќе во насока делуваат на брза заработувачка, на едни нереални очекувања. Воопшто интернетот дава една искривена слика за сето тоа и тоа кај младите поттикнува неможност да соодветно се прилагодат, да не бидат во контакт со реалноста, односно да живеат еден измислен свет, ако можам така да го наречам. Јовчевска смета дека особено кај децата треба да се ограничат содржините кои ги гледаат на телевизија и на паметните телефони и да се комуницира со психолозите. Барањето на диагноза на интернет може само да ја влоши состојбата. Многу повеќе е важно да се селектира што се чита. Бидејќи често пати читаат се за себе и се доста поподложни на влијанијата, значајно е да селектираат што ќе читаат, за да не се и да се консултираат со стручните лица, за да не се случи да си препишат некоја диагноза, а може да се работи за одредена психолошка состојба. Видеоигрите кои што се со насилна содржина, во секој случај сметам дека треба навистина да се ограничат, затоа што се покажа дека се негативен модел на однесување како кај младите, првенствено значи кај младите дечиња, многу повеќе да се читаат едукативни содржини. Психолозите велат дека и после случувањата во соседството се зголемил бројот и на родители кои побарале стручна помош за своите деца. Инаку менталното здравје е глобално прашање. Над 1 милиарда луѓе според Светската здравствена организација се соочуваат со проблеми поврзани со менталното здравје, додека пак УНИЦЕФ проценува дека 1 од 7 деца и млади луѓе ширум светот имаат одредени проблеми со менталната здравствена состојба.